Сега сме назад во студиото, почнуваме со студискиот дел, како што напоменав на почетокот, ќе зборуваме за приоритетните проекти кои што треба да се реализираат во град Скопје. Советник од пратеничката група на Левица е Дарија Мустафа Оглу. Дарија, ти благодарам што ја прифати мојата покана да разговараме и со... Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Така. Рековме приоритети, сакам да почнам со приоритетите. Што е според вас, според Левица, приоритетите да се направи во градот Скопје? Што му недостасува? Искрено, според мене, оно што се уште недостасува, а требаше да се реши уште на почетокот, останува приоритетот за јавната хигиена, депониите, полните контењери, понатаму јавниот превоз, кој што исто така требаше да биде решен минатата година, нели при крајот на самата година, меѓутоа се уште останува некако како нерешено прашање, се промени возниот ред на ЈСП, меѓутоа гледаме дека граѓаните се незадоволни, реално е дека многу долго се чекаат автобусите на автобуските станици кои што се полни. Така да овие две работи се уште како да се немаат баш помрднато на задоволителна точка, така да остануваат приоритети, исто така и културата. Бидејќи нели градот Скопје има добијано титулата за 2028 по правило и граѓаните така знаат, меѓутоа до 2028 годините треба да бидат исполнети со богата, навистина богата културна програма, не само преку градот Скопје. Треба сите скопски општини да имаат богата културна програма и едноставно пикот на целата таа културна програма да се доживее во 2028. А ние некако гледаме дека еве како млад човек, како граѓанин, не како советник или член на политичка партија, едноставно како младите да се во некој екзистенцијален замор, како да не го доживуваат Скопје да е нивно, да е будно. И мислам дека исто така, особено во летните периоди, мора да се поработи на овој момент. Овие неколку работи што ги наведе, дали влегуваат како точки на оние кои што разговарате на седниците во град Скопје? Што се случува на седниците на град Скопје? Кога зборуваме дека ова е приоритет? Никако како да сакаме да избегаме од овие точки или ги отвараме кога... Што е побитно? Од овие три точки? Ако ова не е најбитното сега да се разговара, зашто се дебатира во град Скопје? Па не знам, можеби некои теми за дефокус, некои и притежно и такви драми се прават и во склоп на самиот совет, кога ќе пробаме да ги актуализираме овие работи. Едноставно или ќе се отвори некоја друга тема, како што се случува сега, или пак ќе гледаме некако ќе гледаат некако да се замолчи, едноставно да немаме такви точки на дневен ред секоја седница, иако според мене треба баш секоја седница по неколку пати во месецот навистина да се дискутира за ова, да се направи јасна стратегија, да ни биде презентирана таа стратегија, ако треба ние да дополниме како советници нешто и да знаеме навистина до каде сме и каде ќе се движиме. Неприфатливо е според мене да, например, кога ќе се отвори дискусија за полните контењери, да градоначалникот не ги прифаќа критиките или едноставно не сака да слуша и вели дека се стари слики, дека тоа ботови наши пишуваат и слично, и да не ја согледува ситуацијата на вистина таква каква што е, затоа што граѓаните секојдневно се соочуваат со тие проблеми или со јавниот превоз. Нека се обида тој да стигне до работното место до градот Скопје со јавен превоз од Драчева. Значи, ќе му требаат минимум еден час. Мене, не знам, во понеделникот ми требаше од Ѓорче Петров до Чаир да стигнам, например, 2 часа со градски превоз, што е навистина се одложуваат оврски на граѓаните, тоа има секојдневие, што навистина е неподносливо веќе. Да, се уште може да се забележат и по социјалните мрежи и по останатите делови низ Скопје, дали е тоа во јавниот свет, дали е тоа каде да се оди, всушност. Да. Проблемите остануваат и покрај новата администрација која што е во град Скопје, неколку пати градоначалникот има дојдено во нашата телевизија каде што вели дека многу повеќе луѓе, многу повеќе капацитети се пуштени сега во град Скопје да го решаваат овој проблем, меѓутоа најверојатно тоа е недоволно. Па најверојатно Што прави град Скопје за да биде доволно?
Дали се со ребалансот, односно со буџетот се Првично издвоја мислам повеќе дека пари за јавните јавна... предпријатија, бидејќи нели конкретно говориме за КХС, за ЈСП, Да. мислам дека немаат направена првична стратегија колку му требаат на градот Скопје за да биде доволно, за да знаеме таа бројка дали сме на пола од потребното, дали сме на 80%, а моментално ова што го гледаме не е доволно. И ќе требаат и работници, ќе требаат возила. Во ЈСП болна тема ми е тоа и гледам некако постојано да го актуализирам, да го отворам тоа прашање, да добијам одговори од градоначалникот, па и договори нели со Маратон, често го отворам тоа прашање. Се уште таа агенција е во игра? Да, Кој што ги до 2028 до тогаш им трае, рекламите? до тогаш им трае договорот, меѓутоа она што го забележавме уште на почетокот на мандатот е дека тој договор воопшто не е достапен. Ниту за пошироката јавност, ниту пак за нас советниците. Сега тој договор од февруари официјално го имав побарано како советник да ми биде доставен. Договорот, анексите, што и да е склучувано понатаму за рекламниот простор кој што е најзабележителен во Скопје и во државата практично. И од каде што нели имаме чуено дека всушност доколку јавното предпријатие самото стопанисува со рекламниот простор би се слеале плюс пари кои што ако не се доволни за набавка на некој плюс автобус, барем ќе бидат за чистење на автобусите. Да, интересни суми имаше таму, додека сум пишувал јас лично околу таа агенција уште од времето на Шилегов кога беше кога раководеше, значи Да, и тенденциите односно она што веќе го имаме чуено и сега со зборовите на премиерот можам да се изјаснам дека имам чувство дека ќе излезе тој договор и ќе излезат многу по скандалозни работи во него, што се случува, што впрочем ниво годишните извештаи на јавното предпријатие не можеме да ги забележиме тие бројки. Дали не ги представуваат, дали некаде ги прикриваат, не знаеме што се случува, ама се работи за стотици милиони пропуштен приход за јавното предпријатие кое што оди нели директно на штета на граѓаните. Сте разговарале со градоначалникот на оваа тема? Лично, значи, на советничко прашање го имав поставено, не дава одговор, иако да, присутен на советничките прашања, меѓутоа прашањето е колку одговара на она што ќе му го поставиме како прашање, не ми одговори на тоа, одговори нешто општо почна за трафиката кај Золошка да збори за галиите, меѓутоа не ми одговори дали ќе се раскине овој договор, каде што точно имав навидено и колку бројки според информациите што ги имаме онака без да го видиме договорот за колку пари се работи. И одговори нешто за општо за штетните договори од минатото. Понатаму повторно кога го барав договорот за да ми се достави, некако се избегнува, останува на апели до предпријатието да ми го достават договорот, меѓутоа тоа никако не се случува. И продолжува да се крие, иако имаат поделовник обврска во рок од 10 дена од доставеното барање, кое што ми беше во февруари да ми ги достават, да. Тоа не е случајно. Во јавноста се создаде впечаток дека постојат сериозни несогласувања, не само на левица, туку лично со вас како член на советот. Со градоначалникот? Вака и јас со него не се познавам, немаме нешто... Во однос на дискусиите кои ниту што пак може нешто да ги претходно околу кисела вода сум се бавила, бидејќи си бев со мандат нели во Ѓорче Петров советник, се занимавав со мојата општина, во кисела вода нешто не актуализирав, не барав, така да не сум се занимавала конкретно со него, не знам од каде му е Тоа е мој впечаток или општ? Не, општо и дури и другите членови од другите партии го имаат тоа забележано некако, ама мислам дека му отвараме теми кои што не сака да ги разговара, затоа што од она што го имам приметено, уште при самата победа некако не се занимаваше со победата и со успехот, иако имаше нели историски најмало конто на гласови за градоначалник освоено. Има некој его и се занимаваше со Амар, со нашиот кандидат. Некако втората реченица му беше против Амар. И велам, окей, ајде се надева за нешто подобро во Советот, дека ќе, бидејќи се представуваше нели прв човек, потоа градоначалник, дека ќе имаме навистина конструктивни седници, па и задкулисно дека ќе има, например, не знам, ребаланс од буџетот, дека ќе се прифаќаат наши амандмани. Постојано тоа го говори, знам, во кисела вода се фалеше дека
ги слушал советниците, им прифаќал амандмани, едногласно им поминувале одлуките, меѓутоа тоа Тука не е така? лично од нас што го сведочам не е така, да. Значи со градоначалникот немате личен проблем, туку можам да кажам Веројатно различна има- визија на управување со градот Скопје. Веројатно, да. Некако како да е во постојана борба за да го заземе медиумскиот простор, објавува што се направило на конкретната седница уште пред да бидат изгласани одлуките, некако е во постојана борба за пиар. И јас тоа можам да го забележам од овој мандат до сега. Можда е во иднина по-конструктивна соработка? Па се надевам дека ќе се приземи на некој начин, дека нема толку панично и да реагира и на критика и на забелешка, бидејќи сепак не се добронамерни. Јавни се седниците, луѓето гледаат кој што прави, дали блокира, дали предлага глупости едноставно, дали безпотребно отвара расправи и слично. Така да луѓето може да се ценат, не е тој оној што треба да почнува со навреди, со закани, со мафтање, со ливчиње и така натаму. И се надевам дека ќе го оставиме егото и суетата настрана и брзиот пиар и дека навистина ќе изградиме една стратегија, ќе седнеме, ќе размислиме дали навистина го сакаме Скопје или сакаме веројатно уште еден мандат да се истераме како градоначалник со некој привид за успеси. Во однос на ребалансот, како се носеше, сакам да знам и колку советниците изгласаа проекти или дадоа приоритет на проекти за општо добро на граѓаните. Вака, досега имавме еден ребаланс и тоа беше при самото стапување на функција на градоначалникот. Тоа беше во ноември или декември, мислам дека непосредно пред донесување на буџетот за 2026 година. Во ред краток беше периодот од самото стапување на функција, меѓутоа советниците не беа консултирани. При носењето на буџетот за 2026 Како имавме... не беа? Па едноставно не знам како да си го скроја тој ребаланс во кабинетот. Така изгледаше. И ние бевме нови, можеби не знам, они ги знаеле подобро приоритетите, знаеле каде да ги стават тие бројки и така натаму, Кога меѓутоа се и носи во... буџет, да се извини што те прекинав, кога се носи буџет или ребаланс, тоа не го формира советничката група заедно со градоначалникот? Не. Например, кога имаше давано отчет, практично во тој период требаше да биде со граѓаните за да слуша идеи за буџетот за 2026 година. Тоа е партиципативно буџетирање. Добро. Што отсуствуваше во борба за пиар за да направи нешто што во филхармонија некој настан, на кој што впрочем не бевме поканети. И сега гледам дека исто така најавува ребаланс за буџетот за 2026 година. Не знам, можеби ќе дојде во јуни месец, кој што тропа на врата за неколку дена и повторно ете не сме консултирани. Ребалансот го најавува уште од пред 2 месеци, така нешто. Така да го очекуваме, ама очекуваме и да не бидеме консултирани. Како што кажав, значи имавме поднесено амандмани, не беа прифатени. Иницијативите некако со паушални образложенија се одбиваат и на тој начин пробуваме некако да функционираме. Колку има капацитет советот да носи битни одлуки за граѓаните? Овој состав што е сега, се водат конструктивни дебати, се даваат добри идеи? Вака, веќе мислам дека граѓаните знаат дека се оно што се случува во градот и во општините, најзаслужни и најодговорни се токму советниците, затоа што градоначалникот е практично извршител на одлуките и идеите на советниците кои што се во тој состав. Конкретно за овој совет, прашање дали воопшто, бидејќи има моменти, например, каде што мнозинството не може да се собере за да изгласаат некоја одлука, па чекаат, па даваат паузи за да се соберат сите на едно место. Не знам, не помнам некој од мнозинството вака да излегол и да кажал нешто. Нема некоја дебата, едноставно не знам, опозицијата ќе излезе, ако е присутен градоначалникот со него ќе се искара практично, затоа што на кавга тера едноставно тој. И тоа е дебатата. Обично, не знам, не се дебатите помеѓу опозиција и
власт, да кажеме, советниците од ВМРО да помене. Туку опозицијата со градоначалникот. Опозицијата со градоначалникот, да. Тоа е. Што прво сега треба да се направи за да се подобри град Скопје околу културата? Многу млади луѓе се жалат дека не се случува буквално ништо во ноќниот живот, во културниот живот во Скопје. Какви се плановите? И не само тоа, баш имаше друга колешка советничка, имаше говор на таа тема, значи настани кои што култни настани кои што си постоеле претходно, сега гледаме дека ги укинуваат со годишните програми. Така да практично сега во летните периоди, мада веќе е доцна за такви работи, требаше според мене да се пикира, да се најдат сите места, јавни површини, културни установи, општини, секаде каде што може да се направи некој подиум за нашите уметници и културни работници, да има едноставно градот да им нуди маркетинг на новите уметници, постојано да се случува нешто, да има звук едноставно градов, да не е толку монотон за младите. Така да веројатно може такво нешто да се почне, некоја таква стратегија да се направи. Нема градот што би се случувало до 28-ма? Не, нема. Значи добиваме сега извештаи 6-месечни, 5-месечни така нешто за што се случува околу ЕПК, односно Европска престолница на културата. Меѓутоа, како да кажам, и тие се повторно паушални. Одржавме неколку состаноци, тоа се случи, сега имало јавен оглас за кој што не знам колку граѓани пишува дека 419, мислам дека апликации дека добиле. Меѓутоа, колку што сум информирана, дури ни културните работници во театрите и така натаму не биле информирани околу истото, односно не е закачен таму воопшто јавниот повик. И навистина сметам дека Македонија има огромен капацитет, особено околу културата, и трагично и тажно е да не се искористи, односно да некако едните исти ги гледаме, едните исти се... Како да нема визија некако. Како да нема визија, да. Во однос на јавните предпријатија, сакам да прашам, кој според вас е најголем проблем во функционирањето? За ЈСП конкретно, ако зборувам... Дали е менаџерскиот тим, дали е финансиите, дали се тоа кадарот? Мислев порано дека се финансиите, ама искрено кога видов што се случува во ЈСП, сватев дека не се толку проблем финансиите, туку менаџерските способности на луѓето кои што го водат? И кадрите, можам да кажам. Не знам до кого е, дали е до директорите или градоначалникот или некои други влијателни луѓе, да кажам, кои што може да влијаат на одлугите, договорите кои што ги склучуваат. Меѓутоа, ЈСП, каде што знаеме дека е катастрофална ситуацијата, да имаме договор со Маратон, каде што откривме на крај дека всушност ЈСП му ги плаќа рекламните материјали на Маратон, дека има клаузули каде што Маратон всушност може и ништо да не му исплаќа на градот Скопје од оние минимални надоместоци, туку има пенали каде што се предвидуваат за градот доколку нешто не исполни да му исплати на Маратон. Таму се трошат пари, например, од јавното предпријатие, понатаму се трошат и на договори за привремени вработувања со агенции за привремени вработувања, од кои што нема апсолутно никаква потреба. Например, тоа беше ситуацијата со возачи. Имаме 150-160 возачи кои што се ангажирани преку приватна агенција за вработување. Тука не е државната агенција? Да, или едноставно може јавното предпријатие да си распише јавен оглас и да си бидат примени регуларно. Јавното предпријатие, односно ЈСП, им ги исплаќа платите преку агенцијата, им се исти како оние регуларно што се вработени возачи во ЈСП. Надоместоците, и само провизија зема агенцијата. И парите одат на провизија. Така да, од тука ми е оно што порано мислевме нема пари, должат предпријатијата во минуси, меѓутоа и така како има пари, има можности за предпријатието да има пари да се вложува во работи кои што му требаат на градот и на граѓаните. Се почесто и кучињата скитници стануваат проблем, што превзема Советот на град Скопје да се реши овој проблем.
Конкретно сме немале некоја посебна одлука околу ова, освен годишните извештаи, годишните програми. Сега конкретно на Лајка имаше поминато годишниот извештај. Сега се надевам дека ќе биде подобра ситуацијата со јавното предпријатие од единствена причина што сега директорот им одговара. Значи имаме нов директор таму и од годишниот извештај точно заприметивме дека беше наведено дека всушност општините се најголеми должници на јавното предпријатие. Имаат договори, мислам дека само со една општина немаат склучено официјален договор ЈП Лајка, мислам дека е Шуто Ризари, не сум сигурна. Ама останативе скопски општини видовме дека 3 години наназад воопшто не исплаќале надомест. Предвиден е во договорот 2 милиони годишно, секоја општина да го кофинансира практично предпријатието и плюс од градот нели што идат, да може да функционира, тоа му се средствата. Нема друго, граѓаните не плаќаат на јавното предпријатие директно. Меѓутоа видовме дека таму имаме околу 22 милиони евра долг од страна на општините. Сега не знам што ќе се случува, не ми одговори дали планираат општините да се го исплатат тој долг или ќе им биде простен. Се надевам дека ќе се го исплатат затоа што предпријатието е единствен субјект во градот што може легално нели да се занимава со третирање со изаловување на бездомни кучиња. Има простор да се прошири капацитетот? Сте разговарале некогаш? Мислам дека имаше еднаш кај градоначалникот одговорено дека било на дивоградба поставено. Тоест дека е дивоградба, дека не било земјиштето предвидено за тоа или нешто, некој таков муабет имаше, неповрзана тема некоја се отвори. Така да има, доколку остане таму има простор, можеби има и за некои пунктови да се отворат. Да, веќе е алармантно, веќе секојдневно можеме да видиме по порталите дека да, меѓутоа и без предпријатието, сметам дека и полициските службеници имаат тука голем удел, има неколку локации каде што постојано се истовараат кучиња скитници. Например, јас сум од Ѓорче Петров, на секој месец нови кучиња ми се појавуваат, нели сум на самиот лес од Тетово, Скопје, така да ги истовараат на такви некои локации, веќе ги знаат и луѓето, граѓаните, соседите, така да можат и полициските службеници да се приклучат во оваа акција. Кога зборувавме за јавниот превоз, не ви прашав за брзиот рапид систем кој што треба да биде воведен. Кој е ставот на левица за ова? Ќе функционира? Искрено скептична сум и целава ситуација ме доведе да, иако не сум песимист по природа, да станам песимист во сите овие велики рокови се пробиваат. И нови автобуси, брзиот превоз. Сега последно беше дека градоначалникот актуелен имал некоја нова идеја со проширување на булеварите, дека ќе останала зеленилото во средина, меѓутоа тој проект Што е за поздравување? Да, меѓутоа тој проект се уште не ни е презентиран. Го немате видено? Не, немаме видено ништо. Требаше да имаме презентација за тоа. Мислам дека во некоја јавно гостување или стично имаше дадено дека ќе биде презентирано се навремено. Еве и за Луна паркот чекаме презентација и за БРТ, меѓутоа уште нема ништо. Со Луна паркот да го спомнавте? До кај сме, што сме? Кога би требало да мислам дека е избрана, ги срушија дискотеките. Кога ќе почне да се прави, не знам, мислам дека внатре моментално се чисти и слично, меѓутоа видов дека тендерот го има добиено веќе позната фирма која што нели во јавноста е више скандалозна. И од таму не сум некој голем, немам некоја голема надеж, меѓутоа во ред е да се направи нешто, се надевам на добро. Би сакала. Сакам и за вработувањата да поразговараме во јавните предпријатија. Мора да си има книшка партиска? Веројатно да. И доколку во овој период не се извади од актуелната власт, владеачкото мнозинство. Тоа се случува со секоја промена на власт? Па не знам искрено, не би рекла. Има луѓе кои што се уште и од таму усвари ги црпиме информациите за јавните предпријатија и слично. Има луѓе кои што не се партиски поврзани, има незадоволни кои што се приморани и ова што го споменав со агенцијата за привремени вработувања.
И веројатно причината зашто едноставно не се распишуваат јавни огласи, туку се оди со привремено вработување и всушност несигурност за работниците, дали ќе им се продолжи договорот или не, е токму таа причина. Дали ти во тој меѓу период ќе извадиш партиска книжка или да те оставиме вака несигурен да си бидеш. Една од главните болки за вработување. Стопли времето, па го заборавивме загадувањето. Колку поминуваат или колку се слуша гласот на опозицијата, на советниците кога се зборува проблемот со загадување во градот Скопје? Првиот чекор е исполнет. Меѓутоа, тој чекор е исполнет некако и поради борбата за пиар на градоначалникот, да. Вака, значи имавме барање за вонредна седница која што се одржи. Тема за аерозагадување беше. Имавме барање, нели, иницијатива за дислокација на усија, на која што беа усвоени неколку заклучоци и тоа помина, го усвоивме. Меѓутоа, од тогаш немаме апсолутно ништо. Ништо не можеме да видиме. Програмата за животна средина ни е паушална, нема ништо конкретно. Комисијата, мислам дека од тогаш нема ниту заседавана. И градоначалникот дури во неколку наврати, како да е во ред со таа ситуација, еве се затопли, не збориме више за аерозагадувањето и супер му е периодов. И веројатно повторно ќе мислиме и ќе се зборуваат повторно истите работи кога ќе дојде периодот нели на. Тоест можеби и сега е, меѓутоа таква е нели времето да не го чувствуваме толку многу, да. Меѓутоа во зимските периоди факт е нели заради временските услови дека многу повеќе го чувствуваме загадениот воздух. Тогаш ќе се отворат истите теми од вонредната седница за клучоците, значи немаме ништо не е спроведено од темата и заклучоците со дислокација на усија, немаме никаков повратен одговор, нели пративме до влада и така натаму, они да дадат мислење, меѓутоа ете до денеска немаме ништо. Символот на Скопје, сакам да завршиме со тоа со универзална сала. Што се случува со универзална сала сега? Таму колку имаше 5 тендери пропадна, ова е 6-тиот. 5 или 6? 6-тиот успешен така нешто, да. ВД директор има, друго што се случува? Баш, да, имаме ВД директор, имаме и годишна програма за вработување. Баш ја отворив преска да проверам, имаме 3 нови вработувања таму ќе имаме, всушност годишната програма на универзална и зашто воопшто постои ВД директорот и зошто не се распределени тие работници, ми е прашањето што фигурираат како вработени во универзална? Не знам, можеби имаат, можеби им помагаат на другите културни институции, меѓутоа не знам, не сум информирана за тоа. Имаат само 2 настани прави конкретно универзално. Тоа е Бели ноќи, во годишната програма за 26-та го имаме, Бели ноќи и Скопје Light Festival, мислам дека е. Тие се по 100.000 денари, вкупно 200.000 денари целата програма за вработување, не знам колку даваме, за директор не знам колку даваме. И така некако ситираме со руиниран објект. Што конкретно сега треба да се случи за салата да биде функционална до 28? Не знам, искрено вака кога ги гледам работите, колку долго им требаат за асфалтирање на улици од 500 метри, колку долго им требаат за градинки, по 2 мандати им фаќа, не знам како ќе изградат универзална за толку краток период. И како ќе изградат, второто прашање. Веројатно ако има нешто спорно во градбата или во тендерот, па ако почнеме да обвинуваме како опозиција, ако почнеме да алармираме, ќе испаднеме недобро намерници. И така некако ќе се вртиме во круг, додека, не дај Боже, не се запали повторно или не ни се случи некоја трагедија. Не дај Боже. Не дај Боже. До крајот на вашиот мандат како советничка група ќе можеме повторно Скопје да го викаме метропола? Бидејќи сега не е. За жал не зависи од нас. Не зависи од нас, меѓутоа можам да кажам дека ќе дадеме се од себе за да можеме да го викаме метропола, за да младите не одат за викенди по соседни земи за да почувствуваат некоја будност на градот, на младоста. Се надевам ќе пробуваме со иницијативи, ќе пробуваме со амандмани, ќе пробуваме да ги разбудиме, освестиме и останатите колеги, па и градоначалникот за навистина Скопје да прирасне или да биде повторно метропола. Дарија, ти благодарам што денеска беше дел од Студио 10. Ете, граѓаните слушнаа за
дел од приоритетите, дел од работите што се случуваат во град Скопје. Се надам дека ќе имате успешен мандат. Благодарам многу. Почитувани, овде ќе го завршиме првиот разговор, правиме пауза за реклами, па потоа се враќаме во студиото.